Со пеење на македонската химна почнуваше секој час за 30 на деца на македонски селеници во странство, кои беа дел од летната школа по македонски јазик во Охрид. Ги имаше од повеќе држави, дојдени со една единствена цел да го научат јазикот на нивните родители. Меѓу нив се и 12 годишната Ивана од Москва и 16 годишниот Александар од Чикаго, Соединетите Американски држави. Мајка ми е македонка, татко ми е русин. Тука научив нови зборови, игравме орал, пеевме песни, игравме кошарка, одбојка, фудбал, се бањавме, шетавме во Охрид. Многу ми се допадна тука. Ова школа многу ми помогне. Зборов лошо, а кога дојдов тука, разговарав со девојчињата, разговарав и сега зборувам подобро. Живеам во Чикаго 16 години, таму сум роден. Тука дојдов да ја го извежбам јазикот, македонскиот јазик. Добив повеќе искуство и ми помогна доста. Граматички работи, историја, тоа култура, песни, македонски песни, химната ја научив. За 6 дена колку што траеше школата е тешко да се научи македонскиот јазик, велат организаторите. Идејата и фокусот ова година за тие 5-6 дена да им се створи љубов кон она од каде што потекнуваат. Не беше поентата само да се задржуваме на граматика и на креирање на реченици. Беше поентата да се внесе да се вложи таа македонска љубов кон сето она што се работи, кон Македонија, да се преточи низ песна, низ ора, низ текстови, низ лица кои што се значени за нашата историја. Особено дека прво почнувам со македонската химна. Гоце Делчев тука мора да се спомне, цар Самуил, сето она што е ова тло. Преку нивното дружење тука и преку наставната содржина успеваат да имат некакви допирни точки до јазикот и до културата нормално и да некако на тој начин да ја засакат својата држава и да го учат понатаму јазикот во средините каде што живеат и работат нивните родители. Големо внимание било посветено и на македонската историја и култура. Ние, групата Златни лавови, ќе се бориме за Македонија како лавови. Ние, групата Сариевски, даваме заклетва дека никогаш нема да се откажувам мојата татковината Македонија. Ќе зачувам македонската култура преку учење на македонскиот јазик. Ленка од Кочо Рацин, да речеме, ја работевме, научија што е разбој, што е тутун, што е монопол. Самите крева раце презентираат црта, да видите какви цртежи има презентирајќи ја песната Ленка од Кочо Рацин. Овде се забавува, но и се учи, се враќа кон корените и се доаѓа до суштината на тоа што сме, а ние сме македонци. Многу од децата во Охрид дошле со слаб македонски јазик, но си заминале дома со многу подобар говор. За оние кои преку годината немаат можност да го изучуваат македонскиот јазик во средините каде што живеат, Агенцијата за иселеништво нуди можност за онлайн настава. Имаме линкови на нашата страна, таа се одржува со 6 часа во текот на неделата. Има интерес и повеќе сме фокусирани на иселеници од Англија, Австрија и Италија, бидејќи моментално тоа е дестинации се тие каде што имаме повеќе иселеници, а немаме од Министерството за образование организирана настава по македонски јазик, така да сакаме да ги покриеме тие дечиња да си го чуваат својот мајчин македонски јазик. Инаку летната школа по македонски јазик се одржува од 2008 година и низ неа досега поминале повеќе од 300 деца. Покрај учење има и многу дружење, спортски активности, плажа, пливање, посета на Охрид и културно-историските локалитети во градот. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.